Патував долго, патував цела вечност, од мене до твојата небитнина. Низ пожари патував, низ урнатини, низ пепелишта, по жега, по суша, по невиделина. Се хранев со лебот на твојата убавина, пиев од грлото на твојата песна. Не гледај ги овие црни суводолици, што го бараат моето лице. Ми ги подари лицето на земјата. Долгото патување на Ацо Шопов во светот на поезијата заврши пред точно 34 години, но резултатите од тоа патување ќе траат се додека трае светот и векот, зашто Шопов не беше само обичен поет. Ацо Шопов е неповторлив лиричар. Лиричар кој е посебен екземплар за проучувањето на поетската еволуција воопшто во современата македонска поезија. Што е она по кое поезијата на Шопов се одликува? Ацо Шопов варираше две главни класи или теми, тоа е борбата и љубовта. Но борбата и љубовта посветени на татковината, на жената и на поезијата. 34 години по неговата смрт Шопов повторно ги собра на едно место почитувачите на неговото дело, за уште еднаш да се потсетат на неговата поезија. Ова настан доста ќе ни помогне за да се запознаеме со него животот и неговите дела и ќе ни помогне за понатамошната настава што ќе се одржи во нашето училиште. Мислам дека он како писател, поет, представува една мотивација за младите од денешната генерација. Но освен како поет, Шопов штипи Македонија ги задолжи и како револуционер. Тој е учесник во народно-ослободителната борба од 1941 до 1945 година. Инаку Ацо Шопов е еден од основоположниците на македонската современа литература. Автор е на 13 збирки поезија, а неговите песни се преведени на 15 светски јазици.